Многу пати сме зборувале дека времето е условна категорија. Тоа значи дека не постои апсолутно, туку направено е да му користи на човекот во овој земен живот само. Ама кој научува уште во овој земен живот да живее во вечноста? За него уште сега времето нема никакво значење. Тоа го гледаме токму на празниците. Денеска е празник живоприемен извор, како спомен на некој настан кој се случил во историјата. Но тој настан што се случил во историјата, како се случил денеска. Ние можеме да го прераскажеме истиот со наратив како да се случил денеска. Иако многу години, векови наназад се случил тој настан. Што значи треба да се трудиме да научиме дека настаните во животот на црквата не се само историја. И обичните настани дури не се само историја. Не е само историја, гледате ги оживуваат многу настани, некои битки, па не знам кога се основале поедини држави, ги оживуваат тие настани како некаква комеморација на сеќавање. Меѓутоа, нашето не е само комеморација, туку учество во настанот. Ние и сега можеме да отидеме на животно-приемниот извор и сега да ги доживуваме чудесата кои се случуваат кажедневно. Затоа што Господ не престанува да дејствува. Така што овој настан е познат за таа црква Балаклија, како ја викаат, меѓутоа самиот настан е поврзан за животоприемниот извор кој се наоѓа во таа црква во Константинопол инаку. И не задржувајќи се на историјата, повторно ќе нагласиме, оној кој сака да биде во лоното Божјо, во прегратките Божји, за него времето изгубило значење, односно станува сосема потполно, целосно, релативно, како што дури во крајот на 19-тиот или почетокот на 20-тиот век открива Анштејн, дека времето е релативно. Ма црквата го живее векови наназад. Времето е релативна работа. Нема значење никакво на апсолутно материјално бивање. Затоа што ниту времето можеш да го фатиш, нити можеш да на некој друг начин да го имаш во себе, тоа само си бега. А значи тоа дека условно речено постои. Не можеме да речеме дека не постои време. Меѓутоа условно постои само во склоп на настаните кои се случуваат. Ете тоа, браќа и сестри, е важно да го нагласиме за овај празник живоприемен извор, кој не престанува да ни се случува и денеска. Се случил пред многу векови, кога Пресвета Богородица ги исцелила очите на слепороден. Ама не престанува и денеска да се случува за човек кој има потреба од тоа
а Господ ќе оцени дека има потреба вистинска од тоа. Дека пополезен би бил некој човек да има здравје и вид, отколку да нема здравје или вид. Штом Господ ќе оцени, ако е тоа наша желба, истовремена, Господ ќе го даде. Зошто се зависи од Него. На овој ден вие сите сте свесни, посветена беше црквата која ни е срушена и затоа го славиме како втора слава во манастирот живоприемен извор. Таа црква требаше да биде на она прво ниво, кај што знаете, каде што е срушена, меѓутоа со Божја помош ќе дојде време кој ќе се исполни, така да речам, времето, пак зборувам за време, ама во друг контекст, дека ќе се исполни времето и ќе изградиме повторно таа црква. Католиконот на овој манастир се уште немаме започнато, кој даде Господ ќе го започнеме и него. Значи, 2 цркви перспективно е да градиме, а уште повеќе параклиси ќе има во овој манастир, барем така е предвидено. Да ќе даде Господ и на други светители да имаме ќоше, тоа значи параклис на некој начин, каде што ќе можеме да им се помолиме и да отслужиме литургија на Бога. Милоста Божја нека биде со сите вас. Во овие денови пасхални, во овие денови на Воскресението, кога на сите нас ни е потребна милоста и Господ нека не води во сите дни на животот наш. Нека не брани, нека не чува, а Пресвета Богородица да биде наша заштитничка, како што и досега во сите векови.